Почитувани гледачи, во текот на вчерашниот ден, првиот човек на јавното комунално предпријатие Водовод и канализација Емил Јанески имаше пресконференција во која беше изнесена состојбата, актуелната состојба во ова комунално предпријатие, со оглед на тоа што како рецидив од минатото раководство на предпријатието останати се долгови во приближна висина од некаде 100.000 евра, кои дополнително треба да бидат наплатени од граѓаните. Најголемиот дел од ненаплатените долгови се однесуваат на наши сограѓани кои се за жал од социјалната категорија, меѓутоа според вчерашните изјави на директорот има и добар дел кои се добростоечки финансиски, меѓутоа не ги намирувале своите долгови кон јавното комунално предпријатие Водовод и канализација. Исто така тука беше спомната и локалната самоуправа, односно општина Прилеп, тоа беше спомнат и затворот и така натаму, така што стигнуваме до една бројка од околу 100.000 евра. Исто така на таа пресконференција директорот Јанески, сакајќи да ги доведе во ред овие работи, кажа дека предпријатието ќе ги преземе сите законски мерки кои што им стојат на располагање неселективно со цел овие долгови да бидат наплатени. Тоа се разбира утужување на оние кои што не биле утужени во изминатите години, но се разбира и исклучување, иако досега рака на срце многу ретко се случило некој да биде исклучен од водоводната мрежа. На сето ова, директорот Јанески имаше забелешка и денеска најпрви упати писмен демант до нашата телевизиска куќа, сметајќи дека она што вчера е дадено во изјавите е спинувано. Директоре, еве ви шанса да кажете, јас кажав од прилика, еве вчера го слушнае нашите сограѓани и мојот дел од текстот, меѓутоа сметате дека тука има изнесено нешто што е извлечено од контекст. Да, најнапред, почитувани граѓани, на моје инсистирање сум денес во Канал Визија, заради обидот на телевизија Канал Визија да ги спинува фактите на еден тенденциозен и злонамерен начин со цел да предизвика незадоволство и револт кај граѓаните од населба Тризла. На вчерашната пресконференција во ниту еден момент не реков дека 400 семејства од ромската населба Тризла ќе бидат тужени или исклучени поради неплатени сметки за вода. Напротив, на вчерашната пресконференција реков дека последно што сака јавното комунално предпријатие да направи е некого да исклучи од водоводната мрежа. Дополнително реков дека повеќе мерки стојат на располагање, меѓу кои владата да преземи дел од обврските, општината да субвенционира и така натаму. Со оглед на тоа што во овој медиум беше изречено дека јавното комунално предпријатие ќе ги исклучува граѓаните кои што не платиле на време сметки, еве вас да ве прашам. Еве вас лично да ве прашам, Каролина, дали вас ви имаме исклучено од водоводната мрежа? Јас мислам дека вие немате 11 години платено за вода. Да, јас мислам дека и во најавата кажав дека досега јас колку што знам или реткост е да биде исклучен некој од водоводната мрежа со оглед на тоа што рековмете и водата спаѓа во оние ресурси кои што се основни за човек да може да функционира. Ако вие поентата да ме прашате ви пред јавноста околу тие 11 години... Да ве прашам како главен уредник, дали оваа телевизија е исклучена за вода? Не е исклучена. А 20 сметки нема така, платено. Во исто време, кога не ги плаќала сметките за вода, оваа телевизија фактурирала до водовод за извршени наводни услуги по писмен договор кој што нема бројче. Ги носам картиците за фактурираните вредности од оваа телевизија кон јавното комунално предпријатие Водовод и канализација. Сега зборуваме само за два субјекти во тој случај. Значи едниот е приватен во случајот, а другото е телевизијата. Дали оваа телевизија е исклучена? Вие како главен уредник кажувам одговорно и морално тврдам, меѓутоа сега прашањето. Од каде ви падна идејата дека ќе бидат исклучувани граѓани за неплатени сметки, особено граѓани од ромска националност? Прашањето дали се сеќавате, Каролина, дека вчера реков, за разлика од вашето прашање, прашањето на вашиот колега од оваа телевизија, дали роми ќе бидат исклучувани, реков
Јас, за разлика од вас, не ги делам луѓето ниту по верска, ниту по етничка, ниту по расна, ниту по политичка припадност. Тоа е пуштено во вашата изјава и јас гарантирам и стојам за тоа што сум го пуштила. На интернет страната апсолутно сега не е да пуштено. расчистиме и На тоа. интернет страната Добро. е направена буквално монтажа. Погрешна интерпретација за се што сум кажал. Именно на новинарско прашање, според постоечката законска регулатива во моментот во Република Македонија, кои се механизмите за присила во евентуални случаи на неплаќање на водата која што е ресурс, енергенс неопходен за живот, реков, во овој момент постојат два начини: тужење или исклучување. При што додадов дека тоа се непопуларните мерки, дека последно што некој сака е да ги исклучува своите граѓани од водоводната мрежа или да ги тужи, дека ги повикав сите институции надлежни да им помогнат на социјално загрозените семејства. Повикав на субвенционирање на водата за социјално загрозените семејства. Од проста причина што водовод нема никаква евиденција кои семејства се социјално загрозени. Таквата евиденција има државните органи. Така. Државата може да интервенира на секој начин, да им помогне на социјално загрозените семејства во секој поглед, вклучително и во поглед на плаќањето на нивните сметки за вода. Така. Сега овде имаме еден многу битен момент на кој можеби се запалија луѓето, да речам, бидејќи сите, реков, вклучувајќи од мене и така натаму, иако сум најчесто ја земана за пример, значи социјалниот момент во оваа ситуација. Еве под претпоставка, бидејќи јас реков, гарантирам дека во прилогот стои вашата изјава дека неселективно, согласно сите законски мерки, небитно од национална, политичка, верска или не знам каква припадност, ќе бидат преземени сите мерки се со единствена цел да се наплати овој голем долг. Меѓутоа, велиме... Не заборавајте, реков, вклучувајќи ги мерките. Така. Помош од државата, субвенционирање од Точно, за тоа општината. ќе треба време за да се помогне на било кој начин. Во моментов сега, велиме, првичниот впечаток е дека доколку утужите вие некого, дали мене, дали еве социјалните случаи, тоа ќе значи можеби и блокирање на сметките. Нивно оневозможено нормално какво такво некое функционирање. Веројатно од тука произлегува. Дајте тоа да го објасниме. Дали ако не субвенционира државата, што вашиот предлог е навистина одличен, за случаите, јас еве за јавноста ќе кажам, да бидам фер, вие рековте дека дури и ако немате обврска, сте побарале да имате увид во списокот на социјалните семејства кои не можат да го платат својот долг. Немаме ни право да имаме тоа. Сега, вие немате ниту право, а не сте ни имале обврска да го побарате, но со цел да излезете во пресед. Нели, како ова ќе се рефлектира на луѓето кои што додека еве се ако помине ова, велиме ако. Значи во меѓувреме луѓето можеби ќе имаат блокирани сметки и така натаму, дали тука размислувате во тој правец? Каролина, и вчера реков дека сите мерки ќе ги превземеме, не најригорозните мерки. Под сите мерки подразбира едукација на населението околу потрошувачката на вода, барање од државата, од Центарот за социјални грижи, од општината за субвенционирање, во постојана комуникација со градоначалникот за решавање на проблемот на социјално загрозените семејства. Така. Ја не сум убеден дека многу споро ќе бидат преземени мерки во насока на подобрување на ситуацијата на социјално загрозените семејства. Некоректно е во услови кога градоначалникот на град Прилеп милион активности презема во населба Тризла за подобрување на животот на граѓаните од населба Тризла без оглед на нивната етничка припадност. Во услови кога јавното комунално претпријатие секојдневно излегува во пресред на потребите на граѓаните на урбаната заедница Тризла. Извршивме прокоп на каналите, спречивме поплави, го пополнивме од безбедносни причини каналот со наши цевки, наша инвестиција. Така. Го зголемивме водоснабдување. Времето е релативна работа. Во ниту еден момент не се заканивме Времето е релативна вредност. дека никого нема да исклучиме. Меѓутоа, што? Во такви услови да пласирате информација дека јас Добро. сум рекол, ќе исклучувам граѓани од населба Тризла кои се од ромска националност. Не е битно тоа ромска. Најбројни се ромите, значи има и наши, мислам наши христијани, сите се наши. Сите се наши, да не бидеме погрешно. Град Прилеп. Разбран, но најбројни се ромите. Проблемот е во друго. Што
ако додека еве отивам, времето е навистина релативна вредност. Тоа време, ако ги застари долговите, како вие ќе го решите Целосно случајот? може државата да ги преземи обврските, например. Видете, прво, кога зборувате за тужбите како непопуларна мерка, заборавате дека застарените побарувања не може да се тужат. Така? Не може да се тужат. По законот за облигации за една година застарува. Да. Дека трошоците како ќе ги наплатиме? дека трошоците Тие. се зголемуваат доколку тужиме се зголемуваат. Да. Внимавајте, ако имате случаи каде што добро ситуирани социјални граѓани, за кои што по различни на различен начин, по различни извори сме дошли до информација дека можеле да се ги плаќаат сметките и не сме ги исклучиле, повторно ви велам, крајно тенденциозно е да интерпретира оваа телевизија, односно незината интернет страна, дека сум рекол дека ќе исклучувам социјално загрозени семејства. Крајно некоректно е. Ви повторувам, постојат механизми и јавното комунално предпријатие да ја подобри финансиската состојба, да обезбеди дел од средствата од социјално загрозените семејства, не од нивните џебови, а нив да им помогне некоја институција. Во овој момент само можам да кажам дека интензивно се преземаат мерки да им се помогне на граѓаните од социјално загрозените семејства во секој поглед, посебно од градоначалникот на град Прилеп, вклучително и субвенционирањето на водата. Дали се размислува во таа насока еве и за евентуален како крајна можеби мерка отпис на долгови каде што веројатно според некоја сондажа, анкета вие што вие направиле каде што навистина ќе биде невозможно да се наплати нештото, а сепак да функционираат нормално тие семејства да не дојдат. Повторно морам да ви кажам, јас сум легалист по природа. Мораме да ја почитуваме законската регулатива. Добро. Доколку се исцрпат сите механизми за наплаќање на побарувањата и истите апсолутно застарат, ние немаме друга можност освен да ги отпишиме. Меѓутоа, предходно не можеме само иницијативно на наши предпоставки да отпишуваме барања. Во такви случаи, предпоставам, свајчате дека не сакаме да се доведиме во ситуација да ја злоупотребуваме службената положба. Селективно да одбираме на кого можеме, а на кого не да им ги отпишуваме сметки. Што ќе се случи со оние сметки еве што велите? Само дозволете, тогаш многогодишна генеза, да речеме, има 10-11, што ќе се случи со тие сметки кои што не биле ниту утужени, ниту ништо, а се датираат, да речеме, од 2005 или 3 или не знам која година. Сакате да кажете доколку има застареност кај нив. Немаме право да ги тужиме. А дали кој е механизмот за да побарате наплата од нив? Единствено со договор. Заедно со погодбен договор. Меѓутоа, внимавајте, доколку се работи за добро ситуирано семејство, кое што заради некакви привилегии што ги имало во периодов изминато 12 години и заради изборните подкупи што се случувале во последните 12 години, им било возможено да не плаќа 12 години вода, треба да има во предвид дека поскапи ќе бидат за него трошоците за тужба и за извршување, отколку сметките за старени што не си ги платиле. Тоа значи и за оние што се многу постарнатуми или тие што подлежат во... Подобро би им било и им препорачувам да дојдат да направат договор за сите неплатени сметки, зборувам за социјално згрижените семејства, кои што биле толерирани од разни други причини. Најчесто политички. Подобро би било и за јавното комунално предпријатие да се договорат на рати да си ги платат сметките, отколку да се доведат себе си до состојба, да ги тужиме, па да ги платат дополнително и трошоците за тужби и извршител. Меѓутоа, повторувам, уште еднаш, за да не бидам извлечен од контекст, немам никаква намера да ги исклучувам посебно граѓаните од населба Тризла од водата за пиење, од пивката вода. Така. Ниту на памет ни паднало, ниту мене, ниту на градоначалникот, таква работа да се случи. Јас само ги појаснив на новинарско прашање законските можности што стојат на располагање на јавното комунално предпријатие. Исто така ме прашавте дали можам да го тужам студентица за недоволните количини на вода. Се сеќавате, вчера беше. Бевте околу 30 новинари кои што поставувавте прашања. Јас одговарав на сите. Во таква ситуација недозволиво е
да се извлекуваат од контекст одговорите од сите 30 прашања и да се прави снимка во која што изгледа дека сум одговарал само на едно. И тоа само за населба Тризла. Да При што во ниту еден момент на интернет страната не објавувате дека велам нема да ја примениме мерката исклучување. Буквално погледнете го интервјуто целосно. Јас само да појаснам, интервјуто беше интервју пресот беше преку 35 минути, значи илузија е да очекуваме дека сите можеме. Пресот ги повикувам да го погледаат на интернет страната на општина Прилеп. Така, во цело, значи да биде презентирано е невозможно. Ограничени сме и временски и така натаму. Меѓутоа, веламе ве, мило ми е што можеме да им ја симнеме таа грижа на поголемиот дел од нашите граѓани, ете кои овде вие вчера кажавте и бројки дека ги имаме некаде околу 700 тужби се во моментов против граѓани. Од нив се поголемиот дел социјални случаи и така натаму. Со оглед на искуствата лоши што ги имаме сите и со извршители и со ова и со она, знаете, првичниот впечаток е одма тој дека што ќе правам доколку ми тропнати извршителите, еве да речеме исклучувањето го нема. Веднаш да ви одговорам, Каролина. Во последниве 12 години така масовно тужби имале. Масовно. 6300 извршни решенија стојат сега во јавното комунално предпријатие. Кои се верувам со застарен датум. Не се воопшто со застарен датум, затоа што доколку тужите се одлага застарувањето. 10 години е добиената тужба има рок на застарување од 10 години. Далеку се од застарување. Ниту едно немам пуштено на извршител. Ниту едно во овој момент. Меѓутоа, имајте во предвид дека тие тужби, односно тие добиени тужби кои што треба да одат на извршител, јас ги наследив. 6300 во последниве 2 години. Ве прашуваме вас, од кои причини се ставани во фиока? Тоа не можам да знам. Јас ќе ви одговорам затоа што имаше редум 3 изборни циклуси. Тоа е подкуп на граѓаните. Тоа е, Каролина, подкуп на граѓаните. Се извинувам само да завршам. Дали јас треба да направам кривично дело, ве прашувам? Веќе добиените тужби да не ги процесуирам. Кои што пред мене претходното раководство тужало? Не јас. Ми ги оставило. Сега е, мислам, минатото е веќе зад нас, граѓаните и сите ние знаеме што се случувало, значи поентата на сето ова беше да кажеме и ова што го кажавте. Сега да ја сведиме работата на простичените, бидејќи вистина и времето не ни е многу на располагање, а века на емисија, за подетално да ги разглобиме овие работи. Значи, она што сакате да им го порачате не само на граѓаните од населбата Тризла, туку воопшто за сите граѓани, дека дефинитивно вие размислувате во правец, сте во комуникација и со локалната самоуправа и понатаму со повисоки инстанци, за да им се излезе во пресед. Дали во следниот скор период граѓаните треба да се плашат во смисла на тоа или што е, значи накратко, само накратко, особено граѓаните од социјално загрозените семејства не треба воопшто да се плашат. Државата и општината имаат механизам и прават стратегија во овој момент како да му помогнат на секое поле, не само околу плаќањето на сметките за вода. Меѓутоа истовремено повикувам сите оние кои што доволно добро се ситуирани, а од други различни причини биле привилегирани и не плаќале за вода, да почнат да се ги плаќаат сметките. Зошто? Затоа што новата власт зазеде став дека нема да се однесува дискриминирачки кон никого, дека без оглед на припадноста политичка, верска или етничка на секој граѓанин на Прилеп, подеднакво исто ќе биде важен за нас и дека подеднакво исто кон секого ќе се однесуваме, применувајќи ги истите механизми. Тоа повторно не значи дека некој ќе биде исклучен од водоводната мрежа. Тоа повторно значи дека има постојано други начини на кои што ние ќе инсистираме да се ги наплатиме побарувањата. Во минативе 2 месеци 3 акции направивме, посетувајќи ги граѓаните по домовите, од реон во реон, посетувајќи ги дека треба да ги платат сметките, со цел да си ги намират обврските, во крајна линија, за да ја зачуваме финансиската ликвидност на предпријатието и да не го доведуваме долгорочно водоснабдувањето во Прилеп под знак прашање. Така. Да се надеваме дека ова, рековме, минатото го оставаме зад нас, за жал последиците сите ги чувствуваме, убави, не убави, било како.
Да се надеваме дека ова што го велите, дека сте во постојана спрега, ќе ја наречам, со локалната власт и така Не во натаму. спрега, јавното ќе- комунално предпријатие е основано во така, општина керка Тиле. е точно, меѓутоа веам во комуникација, нека биде со цел да се изнајде решение и дека да ги ослободиме те граѓаните, во смисла на тоа дека нема да бидат исклучени, дека ќе се бараат пред да бидат отужени или не дај Боже да стигнат до извршители, ќе се бараат сите возможни начини за да не стигне до тука работата. Сите други мерки ќе бидат превземени најмалку или никогаш. Така. Посебно во населбата Тризла, неофицијален еве сите податок имаме дека таму има најголем број на социјално загрозени семејства, нема да биде применувана мерката исклучување од водоводната мрежа. Ви благодарам за гостувањето, а Благодарам и вас. верувам дека и гледачите сега реков барем оние кои што беа најзагрижени, можеби ете од различната интерпретација на кажаното, колку толку се сега послободни, па да видиме иднината што ќе покаже и да се надеваме дека и вие ќе си ги наплатите вашите побарувања за добробит на сите, бидејќи како што рековте и вчера, секоја капка се брои, а вие ја плаќате како јавно комунално Ви предпријатие. благодарам што ми овозможивте да гостувам во вашето студио. Секогаш сме отворени, реков векана ми на емисија еве јавно, за да можеме да проговориме и за другите теми во јавното комунално предпријатие водовод и канализација. Ви благодарам. Тоа беше се.